Додека народот врие и од 5 недели пробува да извади пасоши со новото уставно име, за кои образци нема, обвинителството се уште барем официјално не мрднало од мртва точка во врска со пријавите кон екс-министерот Спасовски, кого голем дел од граѓаните го посочуваат како виновник за моменталната состојба. Кривичните пријави од политичките партии кои стигнаа на сметка на Спасовски, отидавал пасоши со старото уставно име, иако знаел дека тие нема да важат во целосниот рок, туку само до февруари, се стасани во основното јавно обвинителство и тие си работеле на случајот. Доколку бидат утврдени обележја на кривично дело, ќе постапи согласно своите законски надлежности. А не кажуваат ни што ќе се случува во врска со набавката на 400.000 пасоши, кои требале да стигнат месецот. Во 5 до 12 се променила нарачката и се побарало да бидат испорачени само 20 патни исправи. За ова скандалозно сознание, техничкиот министер Тошковски го известил и јавниот обвинител. Од основното јавно обвинителство велат за се што има потреба, тие ќе работат доследно. Во изминативе неколку дена, техничкиот министер за внатрешни Тошковски кажа дека заклучно со 18 месецов во Македонија требало да пристигнат 400.000 образци за пасоши. Првичниот договор бил изменет со одреден акт во декември месец, па наместо 400.000 добавувачот имал обврска да испорача само 22.000 образци. Од МВР за Алфа велат дека веќе имаат отворена постапка внатре во министерството. Во врска со договорот за набавка на патни исправи, ве информираме дека за истиот е отворена постапка при одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди. Останува отворено прашањето зошто се направила ваква промена во нарачките, кога според сите предикции се знаело дека интересот за промена на личните документи е најголем кон крајот на раковите. Дали некој намерно во очи на смената на министри во МВР направил ваков чекор или пак во прашање е нешто сосема трето. И додека јавноста останува жедна за одговори, расте бројот на представки пред народниот правобранител, еднакво на притисокот на шалтерите. Граѓаните се жалат на бројни прекршувања на нивните права. Тим на народниот правобранител ќе го посети МВР да изврши увид како функционира издавањето на лични документи. Зибери ги повикува сите кои се засегнати да се обратат во канцеларијата на омбудсманот за да добијат правна помош и поддршка.